Така, време е за Showtime и забава, токму од овој момент стартува новото издание на Showtime во 20:15 часот на Джингл телевизија. Токму вечерва имате можност ексклузивно да го слушнете разговорот токму со овогодишната представничка на Евровизија, токму во Торино, која ќе не представи на 12 мај на големата евровизијска сцена, токму со Андреја Коевска разговараме во денешното издание на Showtime. Веднаш по низината песна која ќе слушнете го стартува ми разговорот со неа. Останете со нас. You start hiding in the dark, I can see you clear enough. Trying to keep you far from my mind, but I find it very tough. Give me your inequalities, and my best is what you'll find. Well, there's no guarantee, this might be our time. Your secret desires, but no fear, no sacrifice. What's burning in me is pure fire. I know
И како што најавивме, токму денеска разговараме со Андреја. Голем поздрав најпрвин до тебе, иако веќе претпоставувам дека течат оние подготовка како што и најавив на самиот почеток на нашето денешно интервју. Верувам дека те наоѓаме во една навистина бурен период за тебе. Најпрвин здраво и како се? Здраво, јас сум супер, само што се разбудив пред сат време, можеби уште пробувам да се расанам и веќе имам кафенце пред мене. Ама било ми дека можам мака си го почнам денот. Баш ми е драго што ете токму со нас го започнеш денот, и оние обврски кои што ќе ги споменеме секако во текот на интервјуто. Најпрвин, еве, оние кои што не те знаат, верувам дека веќе многу добро те знаат изминатиот период, особено поради нели активноста твоја, односно на што се случува поврзано со твојата музичка кариера и нормално ти си овог денешната нормално представничка на Македонија на евровизиската сцена токму во Торино, Италија. Најпрвин кажи ми еве како започна соработката конкретно со твојот тим, односно главниот кој стои за целава оваа приказна твоја, да кажеме Масевски, кој практично од некој посериозната твоја кариера се бави. Па да, мислам, јас и Масевски веќе колку можеби 3 години работиме заедно. Он ме запозна на крај на моите 17 години, кога направи веќе 17, одлучивме дека треба да работиме заедно, он мене ми пиша, ми кажа дека нешто гледа во мене што е различно, нешто специфично и сака да проба да работи со тој, кога видовме дека имаме, како јас сакам да кажам, една некршлива хемија помеѓу нас, знаеме дека треба да продолжиме да работиме заедно и еве не буквално 3 години подоцна, уште ни трае таа магија и правиме прекрасни песни, вака скромно ако зборам за себе субјективно. Така, кажи ми, кога започна, да кажам, твојот музички период во животот? Предпоставувам од мали нозе, токму заради тоа што оно што прочитав ти паралелно покрај музиката се бавиш и со инструменти. Па еве, како започна твојата, да речеме, музичка приказна? Па мојата музичка приказна, искрено вака, не знам кога започна, но секој пат кога ќе пробам да се сетам на нешто од минатото, се е поврзано со музика, цело време пее. Цело време кажувам дека сакам да го правам тоа. А кога станува збор за инструмент, знам дека овој инструмент не го свирам, но ако треба да одвам, мој омилен инструмент би било тапани. Баш што сакам да го викам затоа што мислам дека најмногу ми оди со карактерот, но кога се запиша во нижно музичко, ме советуваа да почнам клавир да свирам, бидејќи е најосновен инструмент кај што секој човек може да се снајде и да помогне. Тоа всушност ми помогна сега на факултет кога се запишав, ама не би кажала дека сум нешто инструменталист, но сакам да знам да се снајдам на гитара и на клавир дефинитивно. Така, тапанот го спомна, па да, токму како карактер, бидејќи сепак се гледа нормално, карактерот делува така, дека си токму за таков некој инструмент, веројатно сакаш доста силен звук. Верувам дека така ќе биде и на 12 мај во Торино. Ќе одекне твојот глас на таа голема евровизиска сцена, верувам дека имаш што се да ни кажеш во однос на целава оваа евровизиска приказна овој пат, бидејќи, како што кажавме, соработуваш навистина со професионалци, еден од нив е нормално Масевски. Кажи ми како дојде до идеја да песната Circle и сета таа приказна се практично дојде на евровизиската сцена, најпрви нормално во Македонија, па потоа и како избор за представник. Како настана оваа песна најпрви? Пошто и веќе слушнеме имате здина. Да, песната јас и Масе ја напишавме пред години и пол, мислам. Многу ни се свиѓаш исто така вака се ежавме кога снимавме во студио и затоа не сакавме да пуштиме оваа измината година, затоа што знаевме дека можеби ќе биде добро за нешто посебно да се пушти во етер. И кога ни дојде шансата, кога видовме дека всушност МРТ направија конкурс оваа година за да се оди на Евровизија, рековме мора да земеме оваа шанса, мора да ја пратиме оваа песна. И ја склопивме така како што сите ја знаат, секако сега не е така, да знаете. Сега различно, мислам, не звучи различно песната, но има еден дел што никој не го знае, бидејќи сакаме да направиме уште малку подинамична за евровизиската сцена. И многу сум возбудена, бидејќи знаете колку е стресно, до 10 март се треба да биде готово. Така што до 10 март и спотки има и песната ќе ја слушнете, и многу сум возбудена да видам како оваа верзија ќе ја прифати пошироката публика. Така, сега веќе го спомна оној момент за некој начин, односно на некој начин твојата публика изненадување што ете. Може да би минимално, меѓутоа сепак
ќе биде интересно да се слушне. Верувам дека изненадување и тоа како ќе се појавиш на евровизиската сцена. Сега нормално не можеш се да ни откриеш, нормално нели до седмиот момент, но ајде вака, генерално некои планови какви се за сценскиот настап во Торино на 12 мај? Па искрено јас сум среќна што одлучивме со ова песна воедно да се представам себе си, ај Македонија, затоа што мислам дека немаше подобра песна лично за мене како изведувач. Така. И бидејќи е балада, ми овозможува да пренесам најчистата емоција на песната, при тоа што, значи на сцената ќе има минимализам. Не сакам да има ништо друго што би го одземало вниманието од самата емоција на песната. Што за мене е многу важно бидејќи јас сакам со мојот вокал исто така преку изведбата да пренесам таа емоција. Да, доловиш емоција. Да, затоа не сакам да има нешто што може би го одземе вниманието, но исто така како јас би изгледала, тоа нема да биде нешто поразлично од како ме гледате сега, само да ќе изгледам како за на сцена, мислам сакам целосно во црно да бидам облечена и да изгледам природно на некој начин. Така можам да го објаснам тоа. Така. Верувам дека тоа ќе биде навистина посебно и ќе се издвоиш секако од останатите надпреварувачи, нормално секој со својот стил, а тоа нормално ќе го гледаме на 12 мај. Сега, кога спомнавме претходно за реакциите и тоа како би реагирала публиката во Македонија на новата минимална измена, односно во таа верзија која ќе излезе нормално и со спот кој го очекуваме, кажи ми докаде се подготовките за тој спот, односно нели кој ќе биде здравје Божи објавен на нели од страна на ЕБУ, како тоа пак изгледа и каде се снима, какви се плановите? Па плановите идат многу брзо, искрено вака. Стварно нема време за се да биде склопено толку брзо, но ние се трудиме најмногу што можеме. Секако ќе завршиме, значи јас сум многу возбудена конкретно за спотот, ќе го снимаме наредна недела. И сигурно до 10, не знам дали пред 10 март, ама до 10 март знам дека ќе ја слушнете песната и ќе го видите спотот и многу ми е интересно затоа што пак е некоја креативна идеја, не е конкретно со некоја приказна, поврзано се е тоа некако апстрактно на некој начин, затоа што сакав така уметнички да делува и се надевам дека ќе им се допадне на публиката. Одлично, дефинитивно гледам по разговора дека сакаш да си доста уникатна, верувам тоа и ќе биде позитивно оценета од страна на нели публиката на Евровизија. Сега кога реков за реакциите, тука сакам исто да ги спомнеме, ќе да ти секако и видео инсерти во разговорот за реакциите, бидејќи сепак имаш нели прв пат искуство со евровизиската сцена, верувам дека веќе ги погледни реакциите кои доста евровизиски фанови ги снимаат. Кажи ми како реагираш на тоа да твојата песна ја гледаат навистина, мислам голем број на евровизиски фанови, она зборуваме нели што е практично од македонската радиотелевизија снимана. Да, дефинитивно значи гледам. Не ги имам гледано сите, ги гледам тие што не ми го ништуваат менталното здравје, вака наискрено. Но да, мило ми е, тоа што мене ме фасцинира искрено сега за овие реакции кога ги спомнах, дека луѓето се шокирани дека може ваков продукт да излезе од Македонија. И мене тоа ми е као, вау, Macedоnia I've never expected this, као добро дечки, што мислите што се случува тука? И сега многу ми е мило дека добивам ова шанса за да свртам малку камерата на кај нас, за да покажам дека стварно имаме интернационални таленти во Македонија без разлика дали сме подалеку од светот или не. Така што мило ми е да гледам дека песната се врти низ сите држави и можат да очекуваат што од мене, што од некој друг во иднина. Токму тоа и ми беше следното прашање, ти си релативно млада личност и имаш навистина одлични способности музички, но кажи ми како гледаш на музичката сцена овдека. Реално сепак зависи тој интернационален успех, благодарение на нормално твоите патишта кои секако ги водиш сама од самиот почеток на твоите да кажам посериозна музичка кариера, она што го гледам и на YouTube и на социјалните мрежи, меѓутоа навистина тоа е доказ на прегледаноста која практично е можеби дефинитивно реална, она што можеби најдобро ќе видиме како знае публиката да ужива. Каква е музичката сцена во Македонија според теб? Мислам дека музичката сцена во Македонија стагнираше еден период, но сега во последниве 2 години, ако не се лажам, мислам дека пак имаше некои подвиг и сега сите се тука, особено на рап-трап сцената, мислам дека е најпопуларна моментот. Но мило ми е дека се јавија нови бендови, се јавија нови артисти кои што директно креираат и на македонски јазик. Ја можеби не спаѓам толку во таа група,
но нема зошто тоа да е проблем, разбирате, затоа што пак придонесува на било кој јазик, дали се музицира, дали се слика, дали филмови се прават, не е важно затоа што е некој вид на придонес на културата и сметам што побогата ни е, толку е подобро. Затоа ми е мило дека се познам со дел од моите колеги што се на сценава, затоа што стварно навистина сакаме да продолжиме и да креираме сцена за некој помлад од нас што можеби ќе сака да се бави со музика и да не мисли дека не може да има живот од ова. Така, кажи ми, пред самиот крај на разговорот, уште неколку работи, соработката со македонските изведувачи, верувам дека во иднина ќе имаш, барем со некого, нели, можеби дует, на поле на твоите музички песни досега, еве, за оние кои не знаат, можеби, дали е план некаков, нормално, пост евровизиската, нели, треска која ќе имаш, едно сумирање на целата таа твоја музичка приказ на која имаш во еден убав албум, бидејќи сепак, како што кажав, стои за тебе навистина одличен музички продуцент и автор токму Александар Масевски. Па да, всушност ние сме многу супер тим покрај нашиот креативен тим, значи јас исто така имам и тим кој што се залага за мене да го оствариме нашиот сон, затоа што ако јас како директно лице успевам, тогаш сите успеваме, затоа што ние го правиме ова со една заедничка цел. Јас и Масевски имаме сакаме да го споиме, баш така не советуваат тимот, викаат дечки, видете сега од маркетинг аспект моментално се збори за мене. И јас всушност имам песни што ги немаме пуштено, што можеме да ги споиме во албум, кој што нема нели да биде концептуален, затоа што сите замислата ни беше да бидат како синглови, само посебни песни, но зошто без разлика на успехот на Евровизија, јас пак ќе имам нова публика, нели се надевам, зошто да не ги споиме во албум, каде што јас ќе можам летово да отидам и да правам концерти, мини концерти на секаде. Мене тоа ми било уживање да запознам нови луѓе, без разлика дали е во Македонија или надвор од Македонија, така што тоа дефинитивно е дел од планот. Така, верувам дека тоа ќе се случи сигурно после Евровизискиот, немој да се сомневаш, настап, твојот интерес на публиката нормално, а секако и во Македонија. Можеби за жал кај нас така се случуваат работите дека треба некој да се појави малку на поголема сцена за да видиме дека практично имаме таленти овдека, но ете, тоа е што е за жал, нормално секако ти ја имаш поддршката нормално од македонската јавност веќе. А еве вака пред самиот крај на 12 мај, како што кажав, те гледаме во втората полуфинална вечер. Кажи ми пред самиот крај директно, лично, која е твојата порака со оваа песна кон публиката? Мојата порака е дека дечки не сме сами, сите имаме поминато низ нешто гадно во животот, но сме успеале да излеземе на другата страна и сакам да ми покажам дека не сме сами. Оваа песна не поврзува на никој начин, не кажува дека ни е полесно и дека сме посилни од било што може да ни се случи и заедно ќе одиме напред, затоа што животот е прекраток за да не уживаме во него. За да не уживаме. Токму верувам дека со вакви мисли позитивни ќе настапиш токму на евровизиската сцена, а за пласманот секако ќе го очекуваме нормално било каков и да е, секако. Влагаме во финале, влагаме. Така. Тоа е одлично што имаш навистина, тоа го приметив и во други интервјуа, навистина си оптимист и тоа е навистина реткост за изведувач, особено на таква евровизиска сцена, а толку млада. Така да навистина ти посакувам огромен успех од нашата екипа, нормално и од македонската јавност и нормално те гледаме на 12 мај и стискаме палци. Фала ви многу. Ти благодарам многу, уште еднаш и голем поздрав. Се гледаме. Чао. Чао, чао. I just want a healthy conversation. Get it right and fix this situation. Everything is crumbling down beneath us. We run around in circles. Tell me, is this our last temptation? Can we even fix this situation? Do I listen to my heart or mind? 'Cause we run around in circles, 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 oh, circles. You don't wanna test my limits, but something tells me you're not listening. Probably you're going crazy. It's all you've been doing lately. You don't wanna test my limits. I gave you up, but you're not listening. Can you stop?
just want a healthy conversation. Get it right and fix the situation. Everything is crumbling down beneath us. We run around in circles. We run around in circles. Ooh, yeah. You don't wanna test my limits, but something tells me you're not listening. Probably you're going crazy. It's all you've been doing lately. You don't wanna test my limits. I gave you up, but you're not listening. Can you stop calling me baby? I've made up my mind already. Yeah. We're running. I've made up my mind. I've made up my mind. Stop calling me baby. Probably you're going crazy. You don't wanna test my limits. I gave you all, but you're not listening. Can you stop calling me baby? I've made up my mind already. We're running in circles. И тоа беше се токму за денешното издание на Showtime, кое го посветивме токму на овогденешното издание на Евровизија и нашата представничка која со Circle не представува токму во Торино на 12 мај. Запомнете, токму во живо од Италија ќе гледаме токму на евровизиската сцена и сето она што ни го најави токму Андреја. Ние веќе се гледаме во следната недела во воедно и последното издание на Showtime. Поздрав!